До крајот на март е периодот на садење на овошни и лозови насади. Важно е да се напомене како истото ќе се изврши. Од тоа зависи дали почвата ќе ги прифати садниците и дали насадот ќе биде долговечен или не. Затоа, неминовно е да укажеме на вообичаените грешки при садењето на овошни или лозови насади, а тие се: ако се садењето направи со оние така наречени со сврдли, ќе се направи дупка, ќе се стави коренот со садницата со корен, дали има корен или не е битно и да има, ќе се стави во крајно неповолни услови. Во таа дупка доле нема доволно влага, нема светлост, нема кислород, бидејќи растението живее од кислород. Ако се садат садниците предлабоко, значи тоа ќе се направи катастрофална грешка. Значи ќе нема температура доволна, ќе нема кислород и со тоа ќе се стопира, односно намали развојот на садницата. Наидеално време за садење на овошните или лозови насади е ноември или во крајна мерка декември, но и јануари, доколку временските услови се релативно поволни. Ако може сега, и во јануар, ако е ладно, ако е земјата ладна, и во јануар, ако може, ја кажав како се прави брзо садењето. Се копат дупки, остануваат малку некој време отворени, за да може да влагата да излезе. Се обезбедува хумусна земја, ситна земја за коренчињата и така натаму, да не повторувам тоа, минатиот пат го кажав. Само ќе потсетам дека се уште не е касно. Препорака е, доколку се надмине временскиот рок по крајот на март, намерата да се сади овошен или лозов насад, најдобро е да се одложи за наредната сезона, со тоа што подготовките ќе се започнат од септември во тековната година.